вклучување од предправниот факултет Јустинијан I во Скопје, со цел да најавиме утрешната донаторска акција, односно хуманитарен настан кој се организира во соработка со Црвениот крст и факултетското студентско собрание. Станува збор за донаторска акција каде што ќе можат сите оние кои што не гледаат, верувам, но дополнително и сите студенти и професори вработени на самиот факултет да донираат облека или пак обувки, односно сета она облека која што не им е потребна, им зафаќа простор во нивниот дом, но со самото донирање би помогнале на некој на кој што навистина му е потребна таа облека. Ово утро заедно со нас пред правниот факултет председателот на факултетското студентско собрание Данило Крстовски. Да му посакаме добро утро. Добро утро, Марија, добро утро до вашите гледачи. За акцијата која што се одржи утре, што е она важно кое што сите треба да го знаат, односно сите оние кои што сакаат да донираат облека или пак обувки? Станува збор за донирање на облека и обувки кои што треба во најмала рака да се добро сочувани и да се испрани, да кажеме на некој начин, исто така и испеглани кој е во можност, се знаеме како стоиме ние со пеглањето, но би замолија кој е во можност истото да го испегла. Станува збор за донаторска акција која трае цели 7 часа. Се случува тука на правниот факултет Јустинијан I во наставничкиот клуб и почнува од 8:30 и трае до 15:30. Сметаме дека тоа е солидно време и гледаме да најдеме што е повеќе простор и нормално да задоволиме што е повеќе временски интереси на сите заинтересирани кои што утре би донирале. Напоменав и во самата најава дека може да донира секој кој што сака, но уште еднаш ќе прашаме дали оваа акција е буквално отворена за сите. Апсолутно дека важи. Нашите најлесни канали на комуникација се нормално во академијата, до студентите, до професорите, до сите вработени на универзитетот, но сепак вие премногу ни помагате со ова што сега во моментов го промовираме и би апелирал до сите гледачи кои е во можност тука во околината да дојде утре да повторам уште еднаш, од 8:30 до 15:30. Ние ќе бидеме во наставничкиот клуб, ве чекаме и се надевам дека ќе допринесеме сите заедно да една убава и успешна хуманитарна иницијатива. Ова се случува во соработка со Црвениот крст, како што напоменавте исто така дека сета она облека која што треба да се донесе треба да биде чиста, испеглана по можност, но дали има некое правило колку облека да се донесе или пак кој колку може? Апсолутно, кој колку може, како гледа дека е соодветно, немаме некој распоред дали тоа треба биде само детска облека, дали треба биде за повозрасни, но немаме никаков критериум, така да мислам дека самото тоа допринесува до што поголем интерес и можност за секој што би сакал да донира. Оваа акција не се случува за прв пат на правниот факултет, сте одржувале вакви донаторски акции минатите години. Потука ќе ве прашам кој е вашиот впечаток, дали може да се каже дека имаме хумани сограѓани? Мојот впечаток е дека навистина имаме хумани сограѓани. Може да кажеме дека од се тоа што го работиме ние на некој начин, мислам дека ова вродува со најмногу ентузијазам, со најведра топлина, како тоа можам да го кажам. Еве, тоа би сакал да споделам на момент од ланската донаторска акција. Имаше еден повозрасен дедо кој што намина тука од Кази баба, намина, неговата баба гледала дома и ни испратија некоја облека и обувки. И мислам дека тоа се моментите кои што придонесуваат да сватиме дека општеството не е толку труло како што мислиме и мислам дека не само во вакви акции или во вакви иницијативи, туку напротив треба многу почесто се сплотуваме и заедно да придонесуваме односно помогнуваме на оние кои што им треба. Дали се знае конкретно на кој ќе биде донирана самата облека која што ќе се собере во текот на утрешниот ден? Не знаеме на кого конкретно, но доколку имаме некои информации понатаму, ние би сакале да ги споделиме со сите тие што донира. Се разбира дека доколку повторно имате вакви акции, се разбира дека сме тука да пренесеме на нашите гледачи. Пред самиот крај ќе прашам, освен тоа што ќе се одржи самата донаторска акција, ќе има поставено и донаторски кутии за студентка која што учи на правниот факултет. Зошто се потребни да се соберат средства токму за студентката? Станува збор за прекрасно девојче, многу амбициозно и многу посветено на факултетот, која и покрај својата состојба, станува збор за церебрална парализа, тоа е наша колешка од Куманова, се труди да биде присутна на сите настави, ние топло секогаш кога можеме го поздравуваме тоа. Станува збор за операција која чини 10.000 евра. Треба да се случи во Русија и тука ние сакаме на некој начин колку што можеме да помогнеме и да оставиме простор да донираат. Да донираме сите колку што можеме за да и помогнеме. Како што кажавте, ќе оставиме некои кутии за донирање
не само утре, туку ќе гледаме да го прошириме тоа колку што е можно повеќе, не само на правен факултет, не само на утрешниот или на настаните оваа недела, туку гледаме тоа да го направиме во континуитет овој мај со цел да помогнеме што е можно побрзо и што е можно поадекватно, бидејќи нормално сучествуваме премногу и сакаме нормално да видиме нешто подобро. Да се надеваме дека ќе се соберат доволно средства за да и се помогне. Ви благодарам многу за одвоеното време и што имавме можност да најавиме самиот хуманитарен настан. Задоволството е наше и благодараме вам. Благодарам уште еднаш. Утре со почеток во 8 часот и 30 минути токму на правниот факултет ќе се одржи овој настан каде што сите оние кои што не гледаат и пројавија интерес слободно можат да ја донесат непотребната облека која што им стои во нивните домови и се разбира да помогнат на некој на кој што му е навистина потребна. Убаво е пред самиот крај уште еднаш да се напомене дека ќе бидат поставени донаторски кутии за 21 годишна студентка на правниот факултет која што боледува од церебрална парализа, но такви донаторски кутии не само во текот на утрешниот ден на оваа локација ќе бидат поставени пред другите факултети во текот на месец мај.